Почитувани представници на медиумите. Бидејќи во Министерството за внатрешни работи целата работа се извршува од човечки фактор. Неопходна е потребата од следење и нагледување на таа работа за да се избегнат пропусти, недоследности, па и девијантни појави кои допринесуваат кон неквалитетно, недомакинско работење кое ќе резултира со неуспешност, а намален квалитет и во крајна инстанца до распад на системот на работата и хиерархијата во таа организација доколку нема контрола. Синдикатот на полиција во Македонија многу пати, како и денес, ќе побара одговорност за ваквото неетичко, недомакинско и незрело работење на Министерството, посебно од одделот за правни работи и неговите раководители. Со таквото работење е нарушен угледот на Министерството за внатрешни работи. Во најмала рака прекршени се правата на работниците, но е и нанесена огромна штета на буџетот на Министерството за внатрешни работи, односно буџетот на Република Македонија. Без потребно. Постојат повторно за жал многу примери на неодговорно работење во рамките на МВР. Но, како еден од последните мора да го издвоиме и незаконското доделување на решенија на работниците во Министерството за внатрешни работи, со кои се прераспоредуваат надвор од местото на живење. Да бидеме попрецизни, има ли поголем доказ за тоа дека од страна, внимавајте, на Државниот инспекторат за труд е утврдено дека најголем дел од распоредувањата во Министерството се донесени спротивно на одредбите од Законот за внатрешни работи и колективниот договор на Министерството за внатрешни работи. Да стане појасно, Државниот инспекторат за труд утврдил и констатирал дека одлуките за распоредување немаат образложение со наведени причини за распоредувањата. Кон одлуките нема записник од одржан состанок на комисијата и врз основа на што комисијата ја донела одлуката. Решенијата за распоредување биле донесени спротивно на одредбите од член 116 став 2. Истите не содржат образложение за причините за распоредување согласно Законот за внатрешни работи. Со што работодавачот не ја докажал основаноста на распоредувањето од член 111 од Законот за внатрешни работи. И сега станува збор за стотици и стотици незаконски решенија со кои незаконското работење на правната служба и на Министерството за внатрешни работи ќе биде дополнително принудено да исплаќа огромна сума од изгубени судски спорови. Знаете ли дека, господине министер Оливер Спасовски, зошто е тоа така? Затоа што комисиите поставени од вас, речиси никогаш се немаат составено во својот состав. И председателите од тие комисии сами си изготвувале незаконски одлуки и ги одлучувале судбините на вработените по секоја цена за да им се наштети на вработените. Не сакаме да навлегуваме во тоа но еве јавно да ве прашаме зошто и од кои причини на ден 8.2.2021 година ја укинавте процедурата за постапување при изработка на решенја во организацијските единици за управување со човечки ресурси од 5.5.2020 донесена согласно барањата на европскиот стандард МКС Н ИСО 9001-2015. Министре, бараме веднаш да престанете со незаконското работење и сите работници кои во изминатиот период добија решенија спротивно на колективниот договор, односно се распоредени спротивно на нивната волја надвор од местото на живење и тоа повеќе од 6 месеци, да се вратат на своите претходни работни места согласно важечките прописи. И со тоа ќе покажете и докажете дека патот по кој се стремите да чекорите е патот кон Европската Унија. А дали е ваш пат по кој навистина се стремите, треба да покажете. Во спротивно ќе покажете дека тоа е само фарса и позицијата е користите за справување со неистомисленици и професионалците кои често си го заработуваат левот од својата професија. Господине Спасовски,
Време е самиот да започнете да го спроведувате во пракса она што милувате да го презентирате пред јавноста, кое во овој момент е мисловна именка во Министерството. А тоа е да почнете на вистина да спроведувате ред, правда и дисциплина.